Здраво, ова е 15-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтанна критичка анализа која е збирна први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Молис Гейм на Арон Соркин, а во играта на Моли станува збор за Моли Блум, која ја глуми Джесика Честейн, која е олимписка скијачка, која една деценија организирала ексклузивни надпревари во покер со енормни влогови и за време на нејзиниот подем играчи биле холивудски актери, спортисти, музичари, бизнисмени, брокери, а падот го начнале руските мафијаши. Гледачите се запознаваат со незината животна приказна од таблоидите и додека Моли разговара со адвокатот Чарли Джефи, глумен од Идрис Елба. А ова е филм за човечката амбиција и опортунизам, подхранети со нездрава доза на ароганција, вообразеност и гордост, тврдоглаво лакомејќи да се биде најдобар во секој животен подвиг, занемерувајќи ги сите препреки и последици. На овој начин би го сумирал ликот на Моли Блум, представен во медиумите, но Джесика Честейн и покрај нејзината лимитирана актерска способност успева да демонстрира дека под ладнокрвната фасада на раководителка со добиените и загубените пари за време на покер надпреварите се крие несигурна девојка која се обидува да ги задоволи аспирациите кои ги зацртал нејзиниот строг татко, глумен од Кевин Коснер, која иако постојано му се спротивставува, потајно го посакува неговото одобрение и афирмативна валоризација дека нејзините успеси подеднакво се бројат колку тие на нејзините супер браќа. Нејзиниот лик е воспитан со спортски надпреварувачки дух, мислејќи дека е родена да биде шампион. Истоимениот лик со улиса од Джеймс Джойс ќе создаде играта од која ќе биде изиграна додека согорува, тонејќи во прикриена самотија и депресија без пријатели. Честейн доминира во секој кадар, па затоа Идрис Елба пирово се обидува да се пробие во филмот со еден маркантен монолог кој дури ни Дензел Вашингтон во неговите добри стари времења не би можел да смогне сили да го изведе. Веростојноста на упорната Моли е главен мотиватор за искрениот адвокат. Майкл Сера наменски е погоден да биде Тоби Мегуајер од Сенка. Нема да навлезам во комплексноста на компензацијата и идолизирањето во паралелата со строгоста кон адвокатската ќерка, визави односот со таткото на Моли. Меѓутоа, колку силно да падне Моли, уште полесно ќе се подигне на своите нозе без губиток на ентузијазам, па затоа и наменски се референциите кон The Crucible во филмот. Секој човек има точка на кршење и никој не е совршен. Играта на Моли е солидно режисерско деби на Арон Соркин. Тој изминатите децении преку напишаните сценарија за Стив Джобс, The Newsroom, The Social Network до West Wing и A Few Good Men назад, докажа дека господари со диалошка проникливост и прилично глатка наратологија. Во неговата најнова филмска трагедија со набиен Соркинов наративен маратон од испукани реплики, се огледа дека кога се работи за своето режисерско првенче висок е ризикот, па затоа Соркин побарал помош во режирањето од пријателите Девид Финчер и Кевин Коснер за одлуките за одредени кадри, а за да го зголеми влогот на убедителноста и натурализмот, како статисти најмил и професионални покер играчи и самиот го улови во еден кадар како игра една рака. Јасно е дека филмот подобро ќе звучи отколку што ќе изгледа. Морам признам дека се изнасмеа кога играчот заложи слика на Моне само за да игра во овие ексклузивни покер надпревари. Шарл Брус Кристенсен, кинематографката на предстојниот хорор филм A Quiet Place, која претходно беше кинематографка на The Hunt, Fences, Girl on the Train, Far From the Madding Crowd Live, дали се работи за адреналинско скијање во слободен стил или за микрогестикулации на покерашите во крупен план, Шарлот знае да произведе кадри за паметење, па макар и да се тоа снимки на домашни филмови на ВХС. Даниел Пембертон, композиторот на King Arthur Legend of the Sword, Steve Jobs, The Man from U.N.C.L.E., All the Money in the World, USS Callister од Black Mirror епизодата, која вештината да парира на монтажата во филмовите на Гај Ричи со несопирливата музичка ритмика, ја применува и во овој филм за да го засили набојот во диалошките и наративните сцени.
Верувам дека Честейн најмногу уживала во поскапувањето на гардеробата од почетокот на филмот до крајот, во зависност како модерната одисејска кирка го наголемува богатството. Непореклив факт е дека ова е предолг филм, доколку Честейн не ве шармира со нејзиниот глас и стас или пак не сте понесени од нејзината турбулентна животна приказна, тогаш ќе бидете роб на 140 минутен филм кој зачудувачки е како порано главниот лик не налета на погрешни луѓе во бизнисот кои ќе инсистираа на дел од нејзиниот колеж. Не се сомневам дека некој ќе има проблем со морализацијата на Покер принцезата. Филмот е пандан на култниот Rounders на Џон Дал, во кој Нортон и Деймон ги вложуваат нивните животи во секоја изиграна партија, а филмот ќе биде веродостоен приказ на опасните авантури на една посакувана дама која, како што Костнер потенцираше во филмот, сака да контролира моќни, љубоморни мажи. Естетиката на Скорсезе од Goodfellas и Казино е се присутна во кадрите. Иако ова е биографски спортски филм за успехот и дефетизмот на непозната личност која доаѓа во центрите на моќ во САД, играјќи со големците на занаетот, се плашам дека за 5 години ќе се загуби исто како и Ај Тоња во доцните термини на некој сомнителен ТВ канал, не баре е ТВ филм. Откако ќе се измешаат и поделат картите, ако морам да го евалуирам филмот за лукративниот Андереон Покер на Моли, тогаш од мене овој филм има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 15-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!